Добар ден, почитувани, започуваме новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денес имаме една мощна актуелна тема која што создава големи дилеми кај родителите. Дали колку време децата треба да поминуваат пред компјутер? Дали дигиталните уреди влијаат врз развојот на говорот кај децата? За сето ова подетално од денешната гостинка ќе разговараме со Сладжана Трајкова, дефектолог и логопед, раководител на оделението за логопедија во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата што ме поканивте да бидам дел или гостинка во вашата емисија. Ви посакувам многу успех во понатомошниот период. Ја користам приликата да ги поздравам сите гледачи кои што во моментот се седнати и не гледат емисијата. Така, ви благодарам и вам што сте дел од емисијата. Имаме една многу интересна тема која што предпоставувам дека ќе го привлече вниманието на гледачите, пред се на оние кои што имаат деца, па и бабите, дедовците, нели се заинтересирани за развојот на говорот на нивните внуци. Ајде да започнеме со улогата на говорот во денешното живење, во современото живење. Така. Говорот, тоа представува една вербална комуникација, тоа е систем на комуницирање, кај кој што, освен ние луѓето и децата и возрастните, да доаѓа до размена на нашите желби, на нашите интереси, размена на нашите идеи. Тоа се одвива по вербален пат. Тоа е едно непроценливо богатство кое ќе ја прашаме, која е улогата, тоа е навистина едно богатство кое што го имаме ние луѓето и тоа е што не прави да се разликуваме од животинската врста. Каква е улогата? Се додека говорот правилно се развива, ние и не ја согледуваме вистинската улога и важноста, не му даваме толку. Меѓутоа, кој ќе дојде до некои отставки, до некои нарушувања, некои специфични промени во развојот на говорот, поготово кога е детето мало, кој ќе почне да не се развива на време, поминува после третата година, говорот не се развива или се развива меѓутоа на еден неспецифичен начин, неартикулиран говор, неразбирлив говор, тогаш го сваќаме вистинското значење, ја разбираме вистинската улога, што тоа навистина значи. Самите родители тогаш се загрижени и доаѓаат и бараат консултации, стручна помош, смерници како да се помогне, тоа дете навреме да прозбори и да се добие еден нормален, разбирлив говор. Так. Точно ли дека се зголемува бројот на деца кои што имаат проблем со говорот и кои што говорот доцни? Да. Кои се причините за тоа? Дали точно најдов некој податок 1/3 од децата дека имаат проблем со говорот? Тоа е веќе сериозна бројка. Така. Тоа е сегмент на личноста кој што модулира, од година над година. Нашите истражувања кои што ги правиме ние на наше оделение на логопедија, дојдовме и ние исто до податок дека навистина расте бројот на говорни и јазични проблеми кај дечињата, од најразлична врста. Исто така и патологијата на гласот, тоа се некои специфични промени, расте бројот. Дојдено е така навистина време да ретко е да се најди дете кој ќе треба да тргне на училиште, предшколска возраст, а да има перфектно совршено јазично говорно изразување, се појавуваат отстапки. Или е во обликот на артикулацијата, нечисто, неразбирливо, како што кажав на почеток, имаме дечиња кои што и воопшто не ни прозборуваат. Немаат мотив за прозборување, никаде пронедов такво нешто, дека знаат да зборуваат, но немаат мотив да зборуваат. Една од причините за ваквото однесување велат се компјутерите, таблетите, паметните телефони. Родителите многу често знаат на децата уште на 1 годишна возраст им дадат таблет во рака, нема комуникација помеѓу родителите и детето. Дали е точно дека ова е причина за нарушување на развојот на говорот? Вака, за да се наруши говорот постојат многу фактори. Треба да се види кој е етиолошкиот фактор или која е причината кој што доаѓа до негово заостанување. Постојат, како што реков, многу фактори. За да се развија говорот, пред се треба вербална стимулација да има со малото дете и тоа почнувајќи уште од многу рано, уште од најраната возраст. Треба самите родители, особено мајката, да вложи многу говорна енергија, многу да му зборува, за да може говорот да си се насочи во правилна насока. Сега живееме во едно време, така да речам, модерно, брзо време, брз начин на живење.
И самото семејство како форма на облик на едно живење не е исто како што било порано. Значи, кога имаме промена или трансформација на семејството каде што расте и живее тоа мало детенце, тоа се осветува, нели, како последица доаѓа, се разбира, и на неговиот не само говорен развој, на неговиот целокупен психолошки и моторен развој. Значи, тука се зафатени и моториката, и емоциите, и интелигенцијата. Све зависи, значи, колку време поминува пред таа нова современа технологија, како што рековме, компјутерите, таблетите, лаптопите, CD, видео игрички, значи зависи многу како се користат тие. Так. Ние денес живееме во едно време на така наречена трета технолошка револуција. Што значи тоа? Нема денес семејство, дом каде што нема едно од овие апарати, Тоа е едно модерно, современ начин на живење и по тоа се гледа всушност и каква е моќта на тоа семејство. Значи, треба и има, значи во секој дом. Освен децата, не можеме вниманието само на децата да го свртиме, и ние возрастните сме засегнати и сме оптеретени од оваа современа технологија, така да и возрастните го поминуваат времето седејќи пред компјутер или седејќи пред лаптоп, а за да се научи говорот, детето треба гледа модел на изразување. А говорниот модел или облик, начин на однесување, тоа секогаш е родителот, значи оној кој што е најблизок до него. Детето го гледа, значи си вели кога може мајката или таткото да си седи пред компјутер, можам и јас. На многу рана возраст дечињата си даваат за право, значи со дозвола на нивните родители, и тие да посегнат да седнат пред компјутер или во рацете да држат таблет. Така, едните и други да гледаат во екран, едните и другите молчат. Еден руски невролог вели дека новиот дец им поставил диагноза екраноманија. Меѓу другото, децата и гестикулациите на лицето и имаат пореметување на уште низа други работи, значи не можат, велат псеудо, ако не се лажам, точно не можам сега да го најдам, значи наликуваат на аутистични деца, псеудоаутизам, неврологот вели. Точно ли е дека се тоа се рефлектира поради преголемо седење пред компјутер? Еве, објасните што значи предолго седење пред компјутер. Еве, да го спомниме терминот што го спомнавте, екраноманија. Значи, тоа не е форма на говорна патологија, тоа спаѓа во некој добен од психологијата или психијатријата кој што треба да го проучува. Екраноманија, тоа значи се јавува кај деца кои што се претерано обседнати и претерано прекумерно се зависни од екран. Значи, самиот збор екран, тоа е све оној апарат кој што зрачи. Тука е и телевизорот, значи најмодерните телевизори, овие што ни се, исто мобилните телефони, каде што има видеоигрички детски. Значи, секој апарат кој што зрачи, детето од најрана возраст оди и како да се лепи на тој екран, тоа зрачи и тоа делува негативно и на развојот на воопшто на централниот нервен систем делува, зрачејки, припидејќи тоа е апарат. Детето посегнува и бара на секој може начин или на дел од времето да се залепи и да седни, значи на екран. И остатокот од времето кој што треба да го помини во игра, во дружба, во социјализација со другите дечиња, тоа бара екран, бара да седни и да си тамо да си го поминува времето како да е залепено. Има деца кои што во екраноманија и ги обавуваат биолошките потреби, значи тоа несфатливо му е и не може да одели време, например, да седни нели на маса за да консумира јадење, туку преферира исклучиво да седи пред екранот, пред компјутерот и така ги зима оброците или така пие. Дури некој пат кога родителите ќе му скренат внимание, нели, да излези надвор, да си поигра со другарчињата, тоа криејки од родителите, тоа наместо да оди да игра, например, во природа или во игралиште, да се дружи со своите другарчиња, со своите врсници, тоа оди, например, во видеотека и таму си го поминува времето, или пак оди кај другарче во куќа, каде што има повторно компјутер, седнуваат заедно и, значи, навистина децата од тие причини се засегнати и се обседнати од овие компјутерски игрички што се
емитуваат. Така, овој дел од емисијата може да биде контактен 3076-677, доколку имате прашање поврзано со темата, слободно можете да се јавите, ќе бидете вклучени во програма. Колку често децата се случува да почнат да зборуваат на англиски наместо на македонски? Да, исто и тоа ни се јавува на оделение за логопедија кога ги третираме или кога треба да се отпочни диагностички третман. Родителите ни се жалат еве со тоа што мајчиниот јазик не го знае, го нема научено, дали е македонски мајчин јазик, дали е албански мајчин јазик, дали е турски. Значи треба да биде мајчиниот јазик најпрво треба да биде научен. Значи тоа е оној јазик кој што се зборува дома, во домашна средина. Зошто викаме јазик како средство за комуникација, најпрво треба дома да се научи. Значи, како неговите родители зборуваат, така и малото детенце да зборува. Тоа е основата или тоа е еден темел каде што понатаму се градат и се учат други јазици, значи странски јазици. Меѓутоа, нашите деца во последно време, морам да кажам, еве вака и пред јавноста, освен мајчиниот јазик, кој што го нема добро совладано, го нема добро усвоено, тие си даваат за право да си учат и странски јазик, значи преферираат кон англискиот јазик, кон германскиот јазик, и тоа додека е мало, повеќе дава значение на англиските зборови. Англиските зборови, кога ги има во неговиот вокабулар, во неговиот речнички фонд, може да се случи да се јави радост кај неговите родители и од страна на неговите родители тие го пофалуваат за тоа што дека тој знае да еве може да каже некој англиски збор. Детето сваќа дека тоа е навистина нешто добро и дека така треба, значи да користи и македонски, да користи и англиски зборчиња. Меѓутоа, ако тоа земи замав, значи се повеќе и повеќе, кога англискиот јазик ќе доминира над мајчиниот јазик, не е добро за развојот на детето, на говорниот развој. Прибидејќи со такви англиски зборови, детето не може да си се вклопи во група каде што треба да се дружи со дечињата, не можат да го разберат тоа што зборува и така ќе биде одстранет. Он ќе знае англиски, меѓутоа тоа станува само за себе тој јазик и нема некоја комуникативна функција за да може да се комуницира со своите другарчиња. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до гостинката. Се јавувам мајка на 2,5 годишно дете. Што уште не зборува, значи тој вели мама, тато, само толку, нели, кога сака нешто да каже, ме влече, ме носи, нели, до местото да му го дадам, а со уште не сака да каже ништо со зборови. Така. Колкаво рековте само дека е детето? 2,5 годишно. Така, 2,5 годишно дете. Колку често се случува на 2,5 години децата да не прозборат? Или дали момчињата, да речеме, доцнат со развојот на говорот во споредба со девојчињата? Па вака, кога ќе се направи разлика помеѓу машко и женско дете, обично женските деца се многу повешти во зборувањето. Значи тоа и во литература стои, од практични случаи девојчињата и побрзо зборуваат, имаат најразлични теми на разговор, подобра артикулација, што се однесува и до проблемите во говорот, машките деца повеќе страдаат. Значи односот е 1:3, значи на 3 деца машки, едно машките деца, значи повеќе имаат проблеми во говорот. Да се обратиме на гледачката што кажа дека незиното дете 2 години, а во првата година треба веќе во 12-14 месец треба да се очекува да се појави зборче. Значи првиот збор се јавува веќе на 12 месец. Треба да се појави збор. Тоа е еден збор свесно насочен, значи усмерен, насочен, најчесто спрема мајката или спрема таткото. На 12 месец, значи треба да има или да кажи мама или баба или тата, значи тоа се два слични исти слогови кои што треба да ги продуцира и тоа е свесно, значи наменето со некое значење. Тоа е на 12 месец. Како расте, значи детето веќе во втората година треба да се појави и реченица, значи реченична конструкција. Да има не само збор, значи освен именка треба да се појави уште едно зборче. Например, глагол треба да има, значи работна активност и значи реченица една од два збора.
И веќе фондот на зборчиња кој што на 2 години треба да биде некаде и околу 300 збора треба да има детето во својот речнички фонд кој што ќе ги користи и ќе ги користи нели во комуникативната функција. Тоа е еден развоен период за развој на 2 години, кој ќе го прашате за името, како се вика, треба да знае да си го каже името. Сега може би целото име нема да може правилно, со правилна артикулација на гласовите. Еве пример, името Елена, дете од 2 години ќе ја каже првата буква и последната буква, например, од името, од зборчето, ќе дојде како Еа. Тоа се случува. Дете од 2 години треба да знае, например, сите оние предмети кои што го обкружуваат околу него. Значи, во неговото семено обкружување треба да ги препознава и треба да ги именува, да ги кажува со прстето, значи кој ќе му се каже. Тоа се основни предмети кои што го окупираат и ги гледа секојдневно. Треба да ги знае, да ги кажува. Деловите од своето тело, дете од 2 годинки, исто така треба да си ги покажува. Тоа станува збор за еден нормален, така да кажеме, физиолошки развој на говорот за едно детенце од 2 годишна возраст. Имаме уште еден гледач на линија, претпоставам дека може да се јават веќе. Може, да. Кај логопед за да видат дали може да се реши оваа состојба. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, во програма сте, дали се слушаме? Дали се уште режи ако имаме гледачот на линија? Не можеме да го вклучиме, можеме ние да продолжиме понатаму, што доколку се отстапи од она шема на говор која што треба да се воспостави во одредена возраст, дали пропуштеното може да се надокнади? Па секако треба да се надокнади, доколку има мотив, доколку има желба, доколку родителите сакаат и настојуваат да му помогнат на своето дете. Значи, за да едно детенце прозбори чисто разбирливо, тоа е ослонено од страна на неговите родители. Значи, тие се должни да го однесат на логопед и да се работи за усовршување и за развивање на неговиот говорен развој. Треба да се помогни. Значи, кој ќе видат родителите да има отстапки од овој говорно изразување, со право може да се обратат и до нашата установа на оделение за логопедија, за да му помогнеме, за да може на веш начин и сигурен начин да комуницира со средината. Која возраст е најдобра за да се обратат? Дали треба да се чека или пак треба веднаш штом забележат некаков проблем? Видите, развојот на говорот си има фази. Фази има и секоја една фаза кога се развива, секоја фаза претходи на наредната фаза. Значи, тоа е исто како да се качувате по степеници. Значи, една фаза па наредна фаза, се така си оди. Не може детето одеднаш да прозбори. Многу се битни, ние во нашата работа ги пратиме фазите на развојот на говорот. Имаме најкласични фази, тоа се 2. Тоа е прелингвалната фаза и после имаме лингвална фаза. За да се дојде до лингвална фаза, фаза на прозборување, на чисто зборување, мора да претходи предлингвалната фаза и таа ни е како еден показател, еден параметар дали детето има предиспозиција и дали ќе може да прозбори. Бидејќи имаме некои отстапки, например, дечиња, сега еве ќе ги наведам, например, Даун синдром или како што ги спомнавте, аутистичните деца, тие се случува ако е форма, например, примарен аутизам, може да се случи да ја прерипни оваа прелингвална фаза, така да и не е подготвено, не е зрело за да влезе во лингвалната фаза. Прелингвалната фаза започнува од самиот чин на раѓање, па се до произведување на првото зборче, значи, како што рековме, 12-тиот, 13-тиот месец. Тоа си е така насловено. Ви благодарам што бевте дел од 0М+, што дадовте корисни совети и насоки за родителите кога станува збор за развојот на говорот и влијанието на дигиталните уреди. Ти имат и свое позитивно влијание дигиталните уреди, но ете зборувавме за она што може да предизвикаат, да речеме, проблем, да биде проблем во оној нормален развоен говор. Се гледаме во некоја друга прилика кога повторно ќе зборуваме за некоја тема поврзана со говорот кај децата. Ви благодарам што бевте дел од 0М+, се гледаме повторно во понеделник. Пријатно.